И против Андора се очекува тежок надпревар. Јасно е дека бевме на врвот, тоест игравме со врвна репрезентација која е на врвот Русија, сега играме со селекција која е на дното. Меѓутоа, гледајќи како игра Андора како селекција, поразите, односно резултатите што ги има од 1-0, најмногу до 2-0 во овој квалификацијски ciklus, сигурно се работи за селекција која многу работи на теренот, која ќе игра на своја игра на свој резултат и на играчите цело време им сугерираме дека не очекува еден тежок надпревар. Она што го плаши селекторот, тоа е, значи, шансите се создаваат, а не се реализираат. Знаеме на кој начин ќе игра репрезентацијата на Андора, она што е најважно, тоа е одговорноста на напаѓачите пред голот, значи очекува дека ќе можеме, значи, да ги отвориме порано, односно да ја отвориме нивната дефанзивна игра. Сакам да кажам дека ова утакмица последна која што игравме со Русија, како што читав и во руски и во наши весници, мислам дека нема лош впечаток. Јас мислам дека овде сум долго во репрезентација 5-6 години, но вака како последен пат сега, последна утакмица ова која игравме, ваква игра не сум видел до сега. И можем да кажем дека сум задоволен, но не сум задоволен од овој резултат. Сега се спремаме за таа утакмица со Андора. Исто за нас секоја утакмица е битна. Мораме да докажеме на селекторот, на новиот селектор, дека знаеме да играме фудбал. Он тоа сам го виде и утре одиме на победа. Мораме само да мислиме на победа, ништо повеќе. Пред нас е Андора, репрезентација која што сите очекуваат победа, меѓутоа е една доста тешка утакмица, затоа што ако не се свати сериозно и максимално сконцентрирано, ќе биде многу тешка. Играме дома пред наша публика, очекуваме противникот да игра доста затворено, дефанзивно. Ќе се потрудиме да дадеме све од себе, да бидеме, како што кажав, максимално сериозни и сконцентрирани, затоа што само така може да дојдеме до посакуваната цел, тоа е победа. Па шансите ако се изгубени не мора да значи сега дека ние треба да се опуштиме и да дадеме Андора да не победи или да изиграме нерешено. Тоа е катастрофа жива за нас, значи. За Македонија и лично за нас. Знаете како беше пред 5 години, исто и селекторот денес кажа дека шансите се изгубени, но не смееме да дозволиме да се случи некоја голема катастрофа, да се случи да изгубиме од Андора или нерешено. Тоа не дај Боже и не смееме ние сами фудбалери да дозволиме. Играме за нас, секој за себе, исто играме за Македонија, за селекторот новиот, така да не смееме да се опуштиме со Андора.